Опозицијата ќе ја тестира издржливоста на власта во 2010-та многу повеќе и многу почесто отколку досега. Лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски најавува дека најголемата опозицијска партија ќе го промени начинот на действување и многу пожестоко ќе настапува контра владеачкиот естаблишмент. Во синоќешното интервју за еден национален телевизиски канал, Црвенковски беше дециден дека дополнителниот кредит од 6 месеци, што премиерот Груевски го доби од Европската унија од опозицијата за да го реши спорот со името, нема да важел за останатите потези што ќе ги прави или ги прави власта. Интензивна и жестока критика на владините политики во сферата на човековите права, но и јавно искажување на незадоволство за економската и социјалната положба во која се наоѓаат граѓаните, а кои според мислењето на опозицијата со секој измина ден се влошуваат. Не се исклучуваат ниту поддршка на штрајкови и организирање на демонстрации. Црвенковски вели, проценка е на СДСМ во кој момент има потреба да се излезе на улица и да се протестира против власта. Ова, заедно со потребата од формирање на широк фронт против владата, се дел од новата стратегија на опозицијско действување што се подготвува на Бихачка. Челникот на СДСМ веќе се сретна со лидерите на трите најрелевантни партии на албанците во Македонија, Ахмети, Тачи и Селмани. Во иднина се предвидуваат контакти со останатите опозицијски лидери. Ке се бара минимум заедничка согласност по сите важни прашања за државата и граѓаните. Доволно да се има заеднички настап кој би бил против тежа на владеачката ВМРО ДПМН и незините политички сателити. Во игра останува и владата во сенка која социјалдемократите ја најавија уште со промоцијата на нивната нова партиска програма летоска. По првичните, веројатно ќе чекаат и други истражувања на јавното мислење кои би потврдили дека навистина е помала разликата во рейтингот меѓу двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ, кои очекуваат во опозицијата уште повеќе да се намали со чекорите што планираат да ги преземат.